Во телата на 4 млади момчиња и рибарот завршиле 21 куршум. На Велики четврток пред 6 години во нив било пукано со 2 пушки калашников и 1 пиштол. 13 чаури биле испукани од пушките, 8 од пиштолот. На терен пронашле кримтехничарите 8 испукани проектили. Чаурите од кримтехника на МВР ги добиле во лабораторијата, но на терен не биле повикани. Вака појаснија вештаците во кривичниот суд на рочиштето Монструм, а кај нив не биле однесени калашниковите и пиштолот. Одбраната се сомнева во нивниот исказ. Според мене произлегува дека овој предмет не е монтиран само по однос на патници кои моторно возило, по однос на загрозениот сведок, па дури е монтирано и по овие вештачења. Тоа го тврдам бидејќи денеска произлезе дека се во рамките на законот работено, така да дури чаурите се предадени така на чесен збор, што би рекол, без никаков акт и друг вид на монтирање што произлегува и од вештачењето што ни го кажа вештакот. Вештак напомена дека еден од 50-тината чаури бил пронеден кај фарма во Белимбегово во 2009-та и се поврзува со чаурот кај Смилковско, каде опфатен Фейзи Азири, еден од обвинетите во Монструм. На почетокот од судењето, судијата Огнен Ставрев прво објасни дека Опел Омегата од претходно има 6 фотографии, на една од нив има клуч во бравата на возилото, додека при увидот на автомобилот немало клуч. Адвокатите побараа судот да запише дека се сомневаат во исказот на загрозениот сведок. Судењето Монструм продолжува на 26 октомври, повторно со сведоци и вештаци. На Велики четврток во 2012 година беа убиени 4 млади момчиња и 1 рибар. На доживотна затворска казна беа осудени Алил Демири, Африм Јагим Исмаиловиќ, Езим и Хаки Азири и Сами Љута, но лани во декември Врховниот суд ги укина пресудите и ги ослободи од судените. Тие излегоа од притвор. Случајот го презеде специјалното обвинителство, чиј што мотив беше враќањето на судскиот процес одново, но СЈО остана на истото обвинение. Алил Демири и Африм Исмаиловиќ остануваат недостапни за органите на прогонот.